Денес ќе зборуваме за еден човек чии зборови едноставно го менуваат начинот на кој гледаме на успехот, па и на среќата. Да, зборуваме за Кенан Црнкич. Тој е автор на бестселери, мислител, човек кој инспирирал милиони, не само на Балканот, туку и многу пошироко. Се, ама баш се, почнува со овој цитат. Толку е моќен, нели? Среќата е поважна од успехот. Мирот е поважен од среќата. Ова не се само зборови. Ова е сршта на една цела животна философија. Па се поставува прашањето: кој е човекот што стои зад ваква длабока мудрост? Значи, за да ја разбереме неговата порака целосно, ќе поминеме низ неколку клучни точки. Прво, ќе видиме кој е човекот за цитатите, потоа ќе го следиме неговиот пат до врвот, ќе ги откриеме клучевите на неговата философија, ќе се инспирираме од некои негови мокни зборови и на крај ќе го видиме огромниот одек на неговото влијание. Ајде да почнеме. Добро, дел прв, човекот за цитатите, од зеница до светската сцена. Ајде да видиме, кој е сушност Кенан Црнкич? Веднаш ќе откриеме дека тој е многу повеќе од само автор. Ова е еден интересен спој на академик, бизнис лидер и филозоф, и тоа со една, да кажеме, навистина разновидна позадина. Значи, ако погледнеме во формалната дефиниција, таа вели: босновско-херцеговски автор, мотивацијски говорник, доктор на економски науки и универзитетски професор, познат по својата литература за самопомош на Балканот. Но, знаете, она што навистина го прави посебе не е само листата на титули, туку таа ретка, навистина ретка комбинација: академик, искусен бизнисмен, инспиративен мислител. Се во една личност. И тука доаѓаме до вториот дел – патот до врвот. Ова е клучно, бидејќи неговата филозофија не е само некоја теорија извлечена од воздух. Не. Таа е изградена врз цврсти темели на елитно образование и корпоративно искуство, и тоа на највисоко ниво. Па ајде да видиме како изгледал тој пат. Само погледнете го ова импресивно академско патување. Значи, почнува од Грац во Австрија, па Сарајево, потоа Делавер во САД за MBA, докторат во Мостар и на крај специјалистички студии на Харвард. Оваа меѓународна широчина на знаење од Европа до Америка е токму тоа што им дава огромна тежина и кредибилитет на неговите зборови. И да бидеме јасни, ова знаење не останало само во училниците и библиотеките. Никако. Црнкич водел мултимилионски корпорации, имал врвни менаџерски улоги и во приватниот и во државниот сектор. Бил професор во Сараево, сега е во Виена. Плюс, награден е со признание како менаџер на деценијата, па дури добил и признание од Сократовиот одбор во Оксфорд. Ете, токму таа практична остроумност, тестирана во реалниот бизнис свет, е причината зошто неговите совети не се само убави зборови, тие се длабоко применливи. Добро, го запознававме човекот, го видовме неговиот пат. Сега е време да се нурнеме во она што е најважно, неговиот ум. Преминуваме на третиот дел – философија. Ајде да ги откриеме тие едноставни, но толку мокни вистини за еден смислен живот. И еве го основниот концепт – моќта на начинот на размислување. Суштината е ова: среќата не е нешто што ни се случува, не е некоја далечна дестинација. Не, таа е свесна одлука, избор што го правиме секој ден. Според неговата филозофија, нашиот внатрешен став, начинот на кој размислуваме, е компасот што го одредува правецот на целиот наш живот. Се, апсолутно се започнува однатре. Еве една брилијантна илустрација за тоа, познатата аналогија со камењата. Знаете, луѓето секогаш ќе фрлаат камења на патот. Тоа е неизбежно, предизвици секогаш ќе има. Но клучното прашање, она што се менува, е што ќе направиме со тие камења. Дали од нив ќе изградиме зид, пречка што ќе не запре, или пак ќе изградиме мост, можност да продолжиме напред. Изборот на крајот е секогаш наш. Одиме понатаму со дел 4 мокни зборови за секој ден. Ајде да се инспирираме со уште неколку негови незаборавни цитати што на вистина ја доловуваат суштината на неговото учење. Еве го првиот. Не е важно да успееш во животот. Важно е животот да ти успее. Застанете малку и размислете за ова. Колку е суптилна, а колку е длабока разликата. Знаете, сите ние бркаме некаков конвенционален успех, кариера, пари, статус. Но Црнкич не прашувам нешто друго. Дали животот вистински не успева? Дали е исполнен со мир, со среќа? Тоа е вистинското прашање. Следниот е исто така одличен.
Со некои луѓе губиш време, со други поим за времето. Колку е ова вистинито, а? Мочен потсетник за тоа колку е клучно со какви луѓе се обкружуваме. Вистинските луѓе, тие не ни го трошат времето. Тие прават да заборавиме на него. И уште еден цитат, овој пат на темата време. Вели вака: богати сте колку што го имате, успешни колку што го користите, а сречни онолку колку што уживате во него. Фантастично. Значи, времето го дефинира на 3 начини. Богатството е колку време имаме, успехот е колку ефикасно го користиме, ама среќата е во тоа колку уживаме во него. Навистина, повеќе слоен поглед на нашиот највреден ресурс. И со тоа стигнуваме до последниот 5 дел, одекот на неговото влијание. Време е да го погледнеме она опипливото наследство, влијанието што може да се измери во бестселери, следбеници и глобален досег. Кога зборуваме за книжевни бестселери, зборуваме за наслови како «7 тајни на успехот», «Внимавај кој волк го храниш», «Да се надживее животот». Оваа не се само популарни книги, ова се вистински феномени. Зборуваме за стотици илјади продадени примероци. Преведени се на повеќе јазици и, што е навистина неверојатно, достапни се дури и на Брајова азбука. Значи, неговите пораки се направени достапни буквално за сите. Но влијанието оди далеко надвор од страниците на книгите. Погледнете го овој број. Стотици илјади. Тоа е бројот на луѓе кои ја следат неговата работа на социјалните мрежи. Тој има изградено огромна заедница од луѓе кои активно се вклучуваат, што без сомнена го прави еден од највлијателните гласови на дигиталната сцена во целиот регион. И на крајот, заклучокот е овој. Неговата философија, која се темели на едноставни, но мокни вистини, успеа да одекне далеку од своите почетоци. Токму таа едноставност и практичност е она што ја овозможи на неговата порака да ги надмине границите и да допре до глобална публика. Едноставно, неговите идеи се универзални. И така, целата оваа приказна не остава со едно последно, но можеби најважно прашање. Прашање кое доаѓа директно од насловот на неговата најпозната книга. Кој волк го храниш? Тоа е прашање насочено директно кон секој од нас. Не тера да се запрашаме за изборите што ги правиме секој ден, во секој момент. Кој дел од себе го негуваме? Волкот на светлината или волкот на темнината? Како што не учи Црнкич, одговорот на тоа прашање не е само обична мисла. Тој одговор го обликува целиот наш живот.